После 12 часот го започнуваме третиот час од емисијата. Во позадина слушате вистинско музичко ремек дело, а во минутите посветени на квалитетната македонска музика го представуваме новиот сингл на познатиот музичар и композитор Николче Мицевски. Станува збор за Круг, песна која што е најава за неговиот прв албум. Освен за новиот проект со Мицевски, сега ќе зборуваме и за неговите, може слободно да се каже, музички ремек дела. Тој е автор на албумите Македонско девојче 2 и Извор на Каролина Гочева. Негово дело се и обработките на Next Time. Во долгогодишната музичка кариера има работено повеќе жанрови и правци, но ќе зборуваме за се со ред. Мицевски, јас најпрво ви благодарам што одвоивте време за ова интервју и секако најпрво можност, с оглед на тоа дека прв пат ни сте на овој начин гостин телефонски, да ги поздравите слушателите на Плей Радио во Струга. Ви благодарам за поканата, ги поздравам сите ваши слушатели, ви благодарам за поддршката. Убаво е тоа да се поддржува, нели, да се поддржуваме македонската народна, македонската музика воопшто, нели? Така да се надевам на добра соработка и во иднина. Така, ние со задоволство ги презентираме сите ваши музички дела. Најпрво да започнеме од инспирацијата за Круг. Човек не треба да биде музичар за следејќи ја вашата кариера да го заклучи токму она што го кажавте во представувањето на оваа нова композиција, дека е собрано целото ваше долгогодишно искуство и може да тоа да го почувствува секој слушател. Кажете ми како течеше создавањето на оваа песна. Идејата воопшто за ваков материјал е последните 2-3 години. Знаете, последните 10 години особено, нели, имавме доста проекти на кои работев, односно албумите за Каролина, на Next Time и Јоко Таневски и многу други изедувачи. Меѓутоа некако чувствував потреба да направам нешто за себе, значи од мојата душа и по мој тер, по моја мерка, што се вика. И од таму ми е таа идеја, некако тргна целата таа работа. Во меѓувреме некако тие обврски кон бендови кои порано сум ги имал на некој начин се ослободив од тоа и буквално сакав да се посветам на компонирањето. Целото мое време што го имам за работа да биде баш на креирање на музика и од тука некако се роди таа идеја да правам нешто инструментално кое така, како што кажав, ќе биде собрано целото мое досегашно музичко, па и животно искуство, нели, се што сум поминал во животот како музичко образование, искуство и од образованието на факултет и од посетувањето, не знам, на разноразни семинари по композиција, тоа студирав, нели, на факултетот за музичка уметност. Во текот на годините, нели, успешните проекти кои дополнително ме мотивирале, песни кои сум ги направил, кои се обнародиле на некој начин, така многу пати ми кажуваат одредени пријатели или без разлика публика, некои слушатели. Така да сето тоа некако гледав да го искористам, да го спојам во позитивна енергија и музика, да го преточам во музика, би рекол. Да, и навистина успеавте во тоа, затоа што и реакциите самите можете да забележите колку се убави од страна на публиката. Да позборуваме малку за спотот кој што го изработи Даниел Јовески. Се чини дека одлично сте се разбрале за пораката која што сакате вие да ја испратите со приказната. Тој направил едно одлично видео. Кажете ми како му објаснивте за да добиете ваква видео приказна? Со Даниел приказката ја почнавме некаде од август месец, би рекол, така, значи прилично долго време за едно видео. Меѓутоа сакавме да се посветиме и буквално на секој детаљ да се предвиди, да се направи онака како што сме го замислувале. Генерално имав барање кон Даниел да се појавам нормално во спотот јас, меѓутоа да има и една паралелна приказка, нели, и за да нормално можеме да го задржиме вниманието на публиката, затоа што композицијата е генерално долга, околу 6 минути, и сега ако е еднолична или ако се 2-3 сцени само во кадар, нели,
од искуство тешко може гледаш да го задржиш вниманието за да го гледа тоа, да го слушам, меѓутоа кога веќе гледаме и видео, секогаш и се концентрираме и на видеото и на музиката. И другото го оставив на него. Нормално му верувам, затоа и го ангажирав. Тој е еден од најдобрите, најдокажаните на нашата сцена режисери, луѓе кои работат видеоспотови. Само ми кажат, откако му е пуштив композицијата, ми кажа дека премногу го мотивира и има милион начини како можеме да се изведи целата таа работа. Му кажа, оставам на тебе, како ти мислиш дека ќе биде најдобро. Така да по некое време дојде со своја идеја, со една приказка која генерално беше тука некаде. И со текот на времето, во разговори, ја моделиравме, па измена вака така, меѓутоа, па ќе кажам, главно е негова идејата, нормално реализацијата и сите тие работи, така да мислам дека направи едно ремек дело и се надмина и себе си. Јас така му велам дека веќе мислам дека се надмина себе си и тој вика дека ова досега ми е најдоброто дело, мислам, од него. Така да тоа ми е мило, баш ми е мило. Да, тоа може да го забележи публиката дека направил една одлична приказна. Со оглед на тоа дека имате работено и класична музика, потоа тој популарен поп, па фолк, се до етно, каков албум треба да очекува публиката од вас и кога истиот ќе биде промовиран? Овој албум во основа треба да биде нешто што претходно не сум работел, односно еве по самата композиција вакво стил ваква сублимација на стилови, бидејќи ова е некој ворд-фјужен правец, каде што фузија на неколку правци. Значи генерално гледам да е оригинално од типот на претходно не сум работел такво нешто. Така да сите композиции се од прилика не од прилика, него баш во ваков стил. И значи некаде би требало летово да го завршам комплетно со снимање. Композициите горе-долу ми се готови, меѓутоа со ситуацијава со короната некако се испоместија сите тие предвидени термини дека до тогаш ќе го завршиме, Има многу музичари вклучено во проектот, значи дел од Македонска филхармонија се тука и гудачи и дувачи кои допрва треба да снимаме и сега е малку незгоден периодот, групирањето на повеќе луѓе, па треба да добро да испланираме и затоа некако се издолжи работата, иначе јас планирав и сега да е готов албумот, па да го пуштам заедно со видеоспотот, меѓутоа сега преправив план, така да го пуштам сега како најава овој сингл. Во јуни месец некаде треба да го пуштам и вториот сингл, кој генерално е аудиото готово, веќе се работи на видеото. И негде би го заокружил тоа крајот на септември како едно издание, како CD издание, да го спои винил издание на целата таа работа и да ја заокружам приказката наречена Нова ера, малку и символично, нели? Да. Нова ера, можеби нова страница во моето творештво, живот и сите тие работи. Така, вие сте автор на легендарните албуми Македонско девојче 2 и Извор, заедно со Каролина Гочева и целиот ваш музички тим. Создадовте еден етно правец, ама може слободно да се каже дека публиката чувствува како да е ваш тој правец. Кажете ми, знаете како, кога разговара човек со вас после тие 2 албуми, му доаѓа да ве праша како е можно да се создадат такви авторски ремек дела како вашите? Кои се тие моменти на таква инспирација со оглед на тоа дека тоа што го сработивте со Каролина е една огромна музичка величина? Ајде, не дека делам сега песни, ама кога ќе се размисли дека сте ја напишале Сакам да не те сакам, ја земам само како пример, не знам, мислам дека е совршена и ова го делат многу луѓе го делат тоа мислење. Како ги создававте? Ви благодарам, ви благодарам за убавите зборови. Знаете како, нема правило во тоа дека денес ќе седнам и ќе направам совршена или несовршена композиција. Момент на инспирација е, посветеност,
човек треба и убаво да се чувствува па за да прави музика, нели, а не знам, да има хармонија вајка, Со себе си најмногу. По мене. Да. Така, да имам хармонија дома, имам прекрасни керки, прекрасна сопруга, фамилија, сите тие работи, музичари околу мене кои имаме одлична соработка, многу почит и другото е посветеност и едноставно и барем за тие албуми за Каролина би рекол дека една од најголемите инспирации би ми било и самата Каролина, незиниот глас, незината техничка способност како може да ги донеси тие, затоа што сите песни се правени буквално по незина мерка нормално. И веројатно пак ќе кажам, зачинето со многу љубов, многу посветеност и излегоја тие теми кои се надевам дека уште долго ќе се слушаат и би рекол, како што вика Бован од Авалон, вика, тие обележаа една ера во нашата македонска Дефинитивно, музика. да. Се надевам, викам дека така и времето, нели, ќе покаже, па после години. Така да, што да кажам, освен тоа дека сум премногу среќен за тие и дека уште повеќе ме мотивира тоа во следниот период да направиме такви барем на исто ниво, а се надевам уште на повисоко ниво теми. Да, многу е огромна одговорноста после Македонско девојче 2 да се создава нешто на исто ниво или на повеќе. Успеавте Абсолютно. со Извор, сигурно ќе успеете и во иднина. Да. Сега вие не Најголемата задача и тешка задача ми беше кога го направивме, нели, Македонско девојче 2 и помина како што помина, тоа одлично, кога седнавме после тоа, Бога вика сега, одиме на следен албум, имаш идеја, можеме да го направиме. Мукам да пробаме, да тргнеме од некаде, па ќе видиме што ќе биде. Нели, со музиката никогаш не се знае и не можеш да гарантираш нешто дека ќе направиш или дека тоа вака ќе биде она. Него едноставно седнуваш, правиш, па на крај ќе видиме што ќе испадне од целата таа работа, али успеавме и со Извор, затоа што тука се наметнаја Звона, Бели цветови, ти не дојде теми кои се, да кажем, на исто ниво и можеби и повисоко во одредени делови од претходниот албум, али генерално јас никогаш не ги мерам, нели ова е сега или некој ќе ме праша која ти е подрага или сите ми се драги, сите ми се убави, кај сите сум посветил исто внимание, значи не кај ова повеќе кај ова, него буквално сите песни од двата албуми, тие 20 на теми, 18 се мои, 2 се обработки, нели, ако сгрешам нека избора ми те видат се заљуби, меѓутоа кај сите е посветено под еднаква љубов и професионално. Сето тоа се забележува. Сега вие работевте и се уште работите значајни музички проекти со Next Time, потоа работевте со групите Етносфера и Фонтана. Сега создавате соло албум. Какво е чувството и која е разликата кога компонирате за себе и кога компонирате за други? Па кога компонирам за други, нормално тоа е дел од соработката, некогаш се прави компромис со изведувачот во одредени делови, не знам, мелодиската линија дека може би треба вака или онака, или па мора нормално да мислиш на изведувачот, па да ја направиш по негов терк. А кога правам за себе, правам компромис со самиот себе, нели, тука имам уште поголема слобода. Так. И го правам она што го посакувам и што го мислам без никакви ограничувања. Така, јас ви благодарам за овој разговор. Мислам дека воглавном покривме се од она што е моментално битно и навистина верувам дека кога сето ова ќе заврши со состојбата со пандемијата, ќе си имаме еден убав разговор овде во студиото на Play Radio и дека ќе имате причини и повод да дојдете и во Струга. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Се надевам дека ќе имаме уште многу вакви разговори. Ќе дојде и денот кога ќе го издадам албумот. Се надевам и на големи концерти со тој албум. Во меѓувреме работам уште на неколку други проекти кои треба следниот период да излезат, така да ќе имаме уште многу за разговор. Така. И ви благодарам уште еднаш за поканата. Во секој случај ќе продолжиме понатаму да ја следиме вашата кариера, а сега овој разговор го завршуваме со прекрасната Звона на Каролина Гочева. Тивко одам по патот, тивко полека,
живот.